Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме веднаш по кратката најава за делот со држините. До крајот на годината приватните компании имаат обврска на вработените да им исплатат регрес за годишен одмор. Износот се утврдува според основицата на платата на денот на донесувањето одлука за исплата на К15. Жителите од источниот регион до заменикот народен правобранител во Штип најмногу представки поднеле за наплата на радиодифузна такса. Едно семејство има обврска за плаќање на само една радиодифузна такса. Училиштето Кочо Рацин во Блатец Виница статусот на екоучилиште го надградува со вклучување во нов проект за промоција на велосипедизмот, со што ќе влезе во мрежата на велоучилишта. До крајот на годината приватните компании имаат обврска на вработените да им исплатат регрес за годишен одмор. Износот се утврдува според основицата на платата која важи на денот на донесувањето одлука за исплата на К15. К15 од 40% од висината на платата ќе добие секој вработен. Според последните измени на општиот колективен договор за приватниот сектор, од областа на стопанството предвидено е регрес за годишен одмор со висина од најмалку 40% од основицата. Не се менувани во текот на 2016 година, значи скроз останува тоа што беше договорено со измените на ОКД во 2015, а тоа значи износот, како што рековте вие, 40% од просечната плата. Кај работодавачите кај кои настанале потешкоти во работењето, ценијќи економската финансиска состојба на работодавачот, по задолжителна претходна консултација со синдикатот, со спогодба подпишана од работодавачот и репрезентативната синдикална организација, може да се утврди регрес за годишен одмор во помал износ од износот утврден со овој колективен договор. Немаат обврска да организираат синдикат оние компании кои немаат регистриран синдикат. Значи, во општиот колективен договор за приватниот сектор и стопанството е регулирано оние кои имаат организирана синдикална организација, спогодба да ја подпишуваат работодавачот, значи директорот, заедно со председателот на синдикатот, а оному кај што нема таква синдикална организација, работниците избираат свој представник кој ќе ја подпише таа спогодба. Значи, одредба дека заради тоа да организираат синдикална организација не постои во колективниот договор. Износот на регрес се утврдува според основицата на платата, која важи на денот на донесувањето на одлуката за исплата. Услов кој треба да се исполни за регрес за годишен одмор е работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач. Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во текот на годината, што значи до крајот на оваа година сите работници кои го исполнуваат условот за регрес на годишен одмор треба да им биде исплатен од страна на работодавачот. Во спротивно се пропишани високи казни. Согласно Законот за работни односи, согласно општиот колективен договор, надлежен за контрола на имплементацијата на спроведувањето на одредбите на општиот колективен договор е Државниот инспекторат за труд. Значи инспекторот за труд има право да направи контрола кај компанијата и во склоп на тоа дали се почитуваат останатите право од работен однос и правата од стекнати со колективниот договор. Инспекторот најпрви некако констатира дека не е исплатен тај надомест, му дава рок на работодавачот да го исплати. Ако не го исплати и тогаш следуваат казни за работодавачот. Покрај правото на работникот од заработувачката плата, има право на надоместок и на трошоци поврзани со работата. Зголемен бројот на поднесени представки до заменик народниот правобранител во Штип. Најголем дел од нив се за наплата на радиодифузната такса. Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, задолжително е во едно семејство да се плаќа само една радиодифузна такса, со неколку законски можности за ослободување од оваа обврска, потенцира заменик народниот правобранител Елена Ѓоргоновска-Маневска. Динамиката на поднесување на представки до подрачната канцеларија на народниот правобранител продолжува секојдневно. Од регионалната канцеларија во Штип добивме информации дека проблемот со наплаќање на радиодифузната такса се уште се провлекува. Се повеќе граѓани доаѓаат лично за поднесување представки и тоа е добар факт, со оглед на тоа што од непосредниот контакт може да се добијат подетални информации за правото кое граѓанинот смета дека му е повредено, а во источниот регион граѓаните најчесто се обраќаат за нерегуларности во наплатата на радиодифузна такса,
бидејќи има и такви предмети во кои се појавуваат граѓани кои се задолжени со плаќање радиодифузна такса, а не живеат во Македонија подолго време, вели Елена Ѓорѓоновска-Маневска, заменик народен правобранител, која додава дека граѓаните кои живеат во градовите Кочани, Виница, Свети Николе, Пробиштип, Делчево и Македонска Каменица своите представки можат да ги поднесат и по пошта. Исто така, граѓаните можат да се обратат до заменик народниот правобранител и доколку добијат решенија за повеќе членови во семејството, бидејќи е задолжително да се плаќа само една радиодифузна такса, согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Има случаи кога цело семејство може да биде ослободено од плаќање на радиодифузна такса, односно кога станува збор за приматели на социјална помош и семејства кои имаат член со оштетен вид над 90%, оштетен слух над 60 децибели и телесен инвалидитет над 90%, потенцираше Ѓорѓоновска-Маневска. Инаку, само во подрачната канцеларија на заменик народниот правобранител во Штип, од почетокот на оваа година до почетокот на минатиот месец се поднесени вкупно 130 представки, од кои само 48 се за радиодифузна такса. Од канцеларијата ги повикуваат граѓаните кои сметаат дека им е повредено одредено човеково право да дојдат кај заменик народниот правобранител за да се постапи согласно законот. Минути за политичките активности на истокот. Целосно заврши изградбата на патниот правец Делчево-Голак, инвестиција вредна 1,3 милиони евра, која и текако ќе влијае на забрзан развој на туризмот во општина Делчево. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денес беше во посета на овој патен правец. Ќе сме во завршна фаза на уште еден регионален пат. Станува збор за Делчево-Голак, еден многу убав пат што граѓаните го чекаат долго време. Веќе 12 километри комплетно се реконструирани. Станува збор за инвестиција од 1,3 милиони евра. Ние сме силно посветени на секаде во Републиката да изградиме инфраструктура, но она што сме го ветиле во Делчево мора да го завршиме. Остануваат уште неколку завршни работи во поставувањето на дополнителна сигнализација, но тоа ќе биде набрзо. Ние сме во самиот финиш на пуштање во употреба на овој пат, веќе граѓаните го користат. Исто така паралелно да се работат и на други инфраструктурни проекти, но овој го ветивме тука пред граѓаните и може да видиме дека комплетно е завршен. Од друга страна се работи на реконструкција на Кочани Делчево, регионален пат кој исто така е во доста оштетена состојба, веќе се работат слечиштата и согласно договорот јас очекувам и динамиката повеќе да се забрза по завршување на слечиштата. Така да се она што го имаме ветено ние во нашата програма, тоа ќе се исполни и граѓаните да го знаат тоа бидејќи работиме посветено само за нив и за вакви инфраструктурни проекти. Со изградата на овој пат општина Делчево има шанса да го вратиме стариот сјај на планината Голак како туристичко место и ние се надеваме дека тоа што било пред многу години, Голак да биде успешно туристичко место во Македонија, полека но сигурно ќе се врати. Благодарение на владата на Република Македонија, оваа инвестиција е успешно завршена. Нашите желби, кои што беа искажени во програмата 2013 година кога се идеше на избори, се остварени, така да нашите сограѓани им е возможен многу убав пат за подлесно движење до планината Голак. Како член на партијата ВМРО ДПМН, Владо Мисајловски оствари средба со граѓаните и партиското тело на ДПМН во Делчево, каде потенцираше дека партијата заедно со своите општински комитети е подготвена без лаги инструкции, со позитивни проекти да излезе пред граѓаните, за разлика од опозицијата која со црни сценарија го нарушува угледот на државата. Еден од поистакнатите членови на ВМРО ДПМН, Владо Мисајловски, денес од Делчево порача дека ВМРО ДПМН заедно со сите општински комитети е подготвено да ги пречека предстојните предвремени парламентарни избори. Партијата е максимално подготвена да ги презентира позитивните проекти пред граѓаните кои ќе се реализираат во наредниот период без лаги и инструкции, како што истакна Мисајловски. Им порачаме на сите граѓани дека ВМРО ДПМН се спремни за избори. Општинскиот комитет во Делчево е спремен за избори. Ние сме максимално подготвени да ги презентираме сите проекти што се предвидени за граѓаните. Имаме една обемна програма што треба да допре до секој граѓанин. Оно што ние сакаме да го исполниме, оно што ќе го ветиме да биде инфраструктурен проект, да биде некоја нова градба, да биде ветување, да биде субвенција кон граѓаните, не да лажеме, не да правиме обструкции. Според Мисајловски, програмата на СДСМ се црни сценарија кои не се во интерес на стабилноста на државата.
Се види нивната програма. Нивната програма денеска започна со некои плесови, со некои активности од други институции што без факти, без аргументи сакаат да покажат повторно некои црни работи, некои мрачни во Република Македонија, како да се скараме секој со секого, да нема стабилен живот во Република Македонија. Да си ја побиеме само, да го побиеме самиот устав, да станеме едно општество каде секој со секого ќе биде омразен. Ние тоа не го правиме. ВМРО ДПМН не иде човек против човек. ВМРО ДПМН сака со проекти, сака со кохезија, сака со сплотеност да покаже дека ова е земја на сите во Република Македонија. За градоначалникот Дарко Шехтански, фактот што во Делчево се гради како никогаш досега е нешто што граѓаните го препознаваат во изминатиот период и затоа, како што истакна Шехтански, тие повторно ќе дадат поддршката за единствената опција која се грижи за своите граѓани. Во овие години назад и сега во моментот се гради како никогаш досега. Ние се надеваме дека тоа нашите сограѓани ќе го препознаат, ќе знаат дека ВМРО ДПМН е единствената опција која што се грижи за своите граѓани. Пред присутните граѓани и членови на ВМРО ДПМН исто така се разговараше и за тековните проекти кои тоа како се реализираат во насока на развој на источниот регион. А пак во Пехчево денес средба со граѓаните и партиското тело на ВМРО ДПМН оствари Илија Димовски, носителот на листата кандидати за пратеници во третата изборна единица. Во каква состојба се наоѓа Република Македонија и во која насока треба да се движи? Целта на интензивните теренски активности на партиската организација ВМРО ДПМН. Илија Димовски, член на партијата и носител на листата кандидати за пратеници во третата изборна единица, на средба со граѓаните и партиското членство во Пехчево. Концептот кој што го нуди ВМРО ДПМН е концепт кој што значи стабилност на државата, зачувување на унитарниот карактер на државата, зачувување на уставното име и националниот идентитет на македонците од една страна. Од друга страна, стабилноста на државата значи и економски напредок, значи создавање на индустријски зони, технолошки зони, значи помагање на домашното стопанство, значи наоѓање на вработување за граѓаните. Од друга страна сме соочени со една политичка структура предводена од СДСМ, во која што и така наречената шарена револуција, специјалното јавно обвинителство и понекои нивни коалициони партнери кои што нудат само деструкција, нудат конфликти и нудат дестабилизација на државата и рушење на институциите на Република Македонија. Разговараме за перспективите кои што би значеле сето она што значи носење на странски инвестиции кои што веќе се случуваат во долниот дел од оваа источна Македонија, значи во Кочанско, во Штипско, па и во Велес, како тенденција во момент кога ќе се исцрпат можностите за инвестирање во тој по-долен дел од источна Македонија, да значи перспективно и отварање на покрупни индустријски капацитети тука. Во исто време, во овој дел од Македонија работиме и на интензивно испитување на рудното богатство од повеќе аспекти. И тоа го гледаме исто како можност, што е можно повеќе луѓе да останат овде, да најдат свое работно место, зашто тоа е единствен начин како и да останат луѓето тука, но и како и да се зголемува стандардот на граѓаните. Се друго е само филозофија и политичко лицемери. Градоначалникот Поповски подсети на 32-та проекти кои општината ги превзеде вон 100% реализираната програма, на реализираните тековни и идни активности кои со сигурност придонесуваат и ќе придонесат за граѓаните и посетителите на Пехчево. Работиме доста во делот на туризмот, имаме направено детален урбанистички план во туристичката населба Равна река и со многу содржини, преку паркот Езерце, преку пристапен пат до локалитетот Света Петка, преку Агенција за рурален. Морам да напоменам дека се инвестира и во делот на индустријските зони. До сега имаме направено 3 урбанистички плана за 3 зони, во фаза сме за уште 2 зони да ги направиме. Јавна расправа за изградба на пречистителна станица за отпадни води се одржа во општина Кочани. Расправата беше со цел да ги информира граѓаните и членовите на Сдруженијето на пензионери за оправданоста од изградбата на еден ваков објект за заштита на животната средина. Сдруженијето на пензионери од Кочани се вклучи во јавната расправа за изградба на пречистителна станица за отпадни води, што како проект ја реализира општина Кочани. Овој проект е започнат од страна на комуналното јавно претпријатие Водовод и општина Кочани, со финансиска поддршка од швајцарската влада и Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.
Јавната расправа има за цел да ги информира граѓаните на Кочани, а меѓу нив и членовите на Сдруженијето на пензионери, за оправданоста од изградбата на еден ваков објект за заштита на животната средина и значењето за идните генерации на општината и пошироко на регионот. Истакна председателот на Сдруженијето на пензионери од Кочани Ѓорѓи Серафимов. Инаку, овој проект има неколку компоненти што се однесуваат на проширувањето на канализациониот систем на Кочани, а е вклучена и изградба на главен колектор кој ќе ги собира отпадните води од градот Кочани и населените места Оризари, Горни и Долни Подлог и Мојанци. Овој колекторски систем ќе ги носи отпадните води до пречистителната станица. За останатите компоненти и предности што ги нуди проектот, пред присутните пензионери зборуваше Сања Гашпарова, координатор на проектот. Останати компоненти на овој проект се корпоративниот развој на комуналното јавно предпријатие Водовод, како и подигнување на јавната свест и зајакнување на секторот за води. Целта на овој проект е да се подобри канализациониот систем за отпадни води во Кочани, бидејќи сегашниот канализационен систем е всушност мешан канализационен систем кој што покрива околу 95% од територијата на општина Кочани. Пензионерите од Кочани присутни на расправата во целост ја поддржаа изградбата на пречистителната станица и колекторскиот систем со цел обезбедување здрав живот за идните генерации. Пуштен е во употреба новиот мост кај селото Соколарци. Со средства од програмата на Европската унија за санација на штетите од поплавите, решен е значаен проблем за жителите од општината Чешиново Облешево. На местото на стариот мост пропуст, кој за време на поројните дождови во 2015 година беше сериозно оштетен, изграден е нов модерен мост според современи стандарди. Со тоа надминати се сериозните закани по безбедноста на населението, за кои овој пат представува многу важна и фреквентна комуникацијска врска. И UNDP завршивме мост на село Соколарци со поврзување кој што беше зафатен од поплавите, кој беше срушен. Тука и беше отежнат сообраќајот, што имаше неколку упади со коли. Со ова прашање го решаваме овој проблем и мислам дека жителите на село Соколарци веќе се задоволни. Подобра комуникација, ова е регионален пат што ги поврзува општина Кочани, општина Чешиново Облешево и општина Пробиштип и со ова прашање се надевам дека го завршивме овој проблем. Изградбата на мостот кај селото Соколарци почна во мај годинава и за него од страна на Европската унија издвоени беа околу 150.000 евра. Новиот мост е изграден согласно повисоки стандарди, како по однос на квалитетот на градба, така и по однос на пропускната способност. Покрај изградбата на овој 13-метарски мост, градежните работи вклучуваа и проширување и асфалтирање на патот. Обновена е и главната социјална и економска врска по која се одвива животот, но и локалните бизниси во овој регион. Ова е финансиска добивка за фирмите, но и благодет за жителите на Соколарци, затоа што вакво нешто не очекувале дека ќе се направи. Ова е голема инвестиција за нив и многу голема придобивка, затоа што ги решаваат сите проблеми со движењето од Кочани па и до нивните ниви што работат. Реконструкцијата на овој објект е само дел од неколку милионската програма на Европската унија за санација на штетите од поплавите, која што има за цел да ги подражи напорите на земјата за обновување на оштетената транспортна и водостопанска инфраструктура во најзасегнатите локалитети на источниот, југоисточниот и пелагонискиот регион. Програмата ја спроведува UNDP во партнерство со Секретаријатот за европски прашања, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за транспорт и врски, Јавното предпријатие за државни патишта и локалните самоуправи на општините, на чија што територија се спроведуваат мерките. Нов пожар избувна вчера вечер во Виничко Блатец. Ова е втор пожар во истото село. Тогаш изгореа куќите на двајца браќа. Во последниот пожар нема повредени, но причината е материјална штета и целосно изгорена помошна просторија во семејна куќа. Со навремената интервенција на Виничката и Кочанската противпожарна единица, спречено е ширење на пожарот и спасена е куќата. Неофицијално причина за вчерашниот пожар во Блатец е неисчистен оџак. Завчера во пожар загина 84 годишна старица од Кочанското село Долни Подлог. Фестивал
Фестивалот Акто постои веќе 10 години. Позитивното влијание и промените кои настанале со организирање на одредени културни настани, организаторите на фестивалот сакаат да го пренесат и во останатите градови. Акто во Штип утре и задутре со театар, дебата и културни настани на неколку локации. Културата во служба на подобрување на општествените промени е целта на фестивалот Поп Акто, кој за прв пат се организира во Штип. Организаторите на овој фестивал сметаат дека на овој начин ќе се подигне свеста за решавање на одредени прашања кои се значени за штипјани. Една од главните мисии на нашата организација е да ја ставиме културата во функција на општествените промени и да соработуваме директно со локалниот контекст и локалните проблеми на одредени заедници. Во случајот за Штип тоа ни е многу важно. Битно е дека се случува во Куц Текстил, на основата е Куц Текстил, а се случува и во Народен театар Штип. Дел од програмата, дел во некои локални кафичи, дел во јавен простор. Се надевам дека ќе успееме некако да придонесеме во некоја посериозна промена во Штип. Состојбите во текстилната индустрија е главна тема на настаните во рамките на Поп Акто фестивалот кој ќе започне утре и ќе трае до сабота. Имаме и представа која што будење на пролета во продукција на Интимен театар од Битола. Имаме нешто што го продолжуваме како серијал. Тоа се разговори и интервјуа уметникот во време на општествена и политичка криза, уметност за промени, каде што гостуваат повеќе културни работници и активисти, меѓу кои што и Бранислав Јовановиќ и Сонја Стојадиновиќ од политиколози и експерти, економски аналитичари. Потоа имаме нашата гостника Ноа Трајстер, со која што соработуваме долго време од Белград, која што зборува за синдикалните права и формирање на синдикати. Поп Акто фестивалот постои веќе 10 години. На почетокот на втората деценија својата организација проширува уште во 3 градови во земјава. Позитивното влијание и промените кои настанале со организирање на одредени културни настани, организаторите на фестивалот сакаат да го пренесат и во останатите градови кои имаат специфични социјални проблеми, карактеристични за нивната средина.